Според администрацијата на Бајден, американската економија е во нагорна линија. Over the past 3 years, Во текот на изминатите 3 години, председателот Бајден и јас ги намаливме трошоците, отворивме можности и градиме економија која е добра за работниците. Отворивме повеќе од 14,5 милиони нови работни места, ги зголемивме платите на десетици милиони американци. Довербата на потрошувачите е зголемена, а потрошувачката е на највисоко ниво до сега. И иако ни останува уште работа, да бидеме јасни, американската економија продолжува да биде најсилна во светот. Шефот на Американската централна банка, која цврсто ја одржува својата независност од политички притисок, се согласува. We feel like inflation is coming down. Ние чувствуваме дека инфлацијата се намалува. Растот е силен. Пазарот на трудот е одличен. Она што се обидуваме да го направиме е да го идентификуваме местото каде што навистина сме уверени во инфлацијата, враќајќи ја на 2%, така што тоа може веднаш да го започнеме процесот на враќање на рестриктивното ниво. Но новата анкета од истражувачката компанија Ipsos покажува дека зголемениот број американски гласачи не веруваат во тоа, што влијае на шансите за реизбор на Бајден. Biden is entering into 2024. Бајден влегува во 2024 со ослабена позиција. Рейтингот во овој момент е 38%. Тоа е важно затоа што според нашето историско искуство, актуелен председател со рейтинг од 40% или повеќе има подобри шанси од 50-50 да победи на следните избори. Главното прашање на гласачите, вели Јанг, е економијата, а не нешто што не е важно. Peel that onion away. Ако го истражувате проблемот, ќе видите дека тие навистина се загрижени за инфлацијата. Демократските гласачи во Јужна Каролина со големо мнозинство го поддржаа Бајден на неодамнешните прелиминарни избори, но дури и тие велат дека го чувствуваат економскиот притисок. Цените на храната се високи, повисоки отколку што сме имале некое време, и бензинот исто така. Но она од што сум охрабрена е што каматните стапки на хипотеките почнуваат да се намалуваат. Тоа, вели Јанг, е ново извртување на политичката изрека од времето на Клинтон, дека ист приоритет за американските гласачи е економијата. It's the inflation. Сушност, сега тоа е инфлацијата. Ние навистина не знаеме како таа се одразува врз политиката и јавното мислење. Немавме големо искуство во САД во последните неколку генерации со високи стапки на инфлација. Доналд Трамп ја промовираше својата економска логика пред гласачите во кампањата. Поранешниот председател сепак се соочува со 4 кривични случаи и граѓанска пресуда за наводна деловна измама, во која тоа е обвинет за преувеличување на неговото богатство. Дали тоа ќе ги поколеба гласачите кои се чини дека веќе донеле одлуки? Светот ќе дознае во ноември.